И един ден идва с камбани, със страшен писък на куршуми, започва жътва с кръв и рани през тия дни страшни и куршумни. О, Крушево е памет свята и Смилево навред борбата. Възниква с пушки и снаряди и пито гулищата броди през дим пожарен и жарава. За бунта всичко оживява, възстава майка Македония. А месец август суши жито и хляб по кръстов ден прибира. За хляб не мисли вече никой, за свободата всеки е готов да умира. Но идва ден за погром пожарен, за смърт коварна. Клане пред ножа безпощаден, измъчен, смутен, отпаднал, народът мре, без миг пощада. О, Боже, капка милост няма, горят цялата в кърв в палама, от Пирин, Солун и Кочани, от Битоле и Щип Команово, срещу един народ възстанал, смъртта развява кърваво знаме. А не падай, майко, духом от страшния погром смутена. Окови тежки пак ще рухнат. О, Македония не е победена, че жив е още Гоцев Делчев и Броди Горев Пирина. След баладична смърт са взел се, бойводи пак своята дружина. И огънят се пак разгаря, запален от бърци комити. Вървят под знамето с вяра, че не мрът във бой горлите. Послесловие. Може, нали? Може. Македонио, о земя родна, земя моя, горда с дух и сила, и съдбата теб е поверила, велики синове, войводи. Ти имаш славни герои, като Гоцето и Дамен, като Пито Гулин, смел войвода, като Марко Ленински, на него равен, и издигат твоето гордо знаме. Ти си памет и олтар огромен, люлка, гроб, светилище голямо, дето ниде по света го няма, земя горда на народ бунтовен. И докато грее слънце ясно и кипи Везувий над земята, твоята слава илинденска свята никога в бурята не ще угасна. Това е едното стихотворение. Това е цяла епопея. Второ издание подготвено, което ще го пуснем. Нема пропуснато нито едно събитие. Тук има и Заорцето, и всички герои, воеводи от Струга, по Битоля, Щип, Солун, Скопие, навсякъде. И Гоцето като основна сюжетна нишка. Това е, което да не отекчавам другите стихотворите за Гоцето. Достатъчно е. Аз си добре след половин час. Напред морам да поминам. Пред мене слънцето, зад мене мракот, горе мокниот Зеус. Дай ми сила и търпение, мой Боже. Морам да го дофтасам. Морам да стигнам до краят на света. Дищат зурлите и тапнат тапаните. Удираат опните, завиваат гайдите, летай. Летай, духу мой, ми треба агора. Скутот на планината да ми ја лекува душата, да ја гушнам планината. Олимпу мој, Дионе свет граду, о водо. Таму некаде пред нас е Бог,
кој ни го определи до последното искушение. Отвори ни го срцето, отвори им го срцето, отвори им го срцето за љубов. Кој сум јас, Александар, царот на гордите македонци? Кои сте вие, Херакловото стегло, Орфеевите следбеници на Бога Македона чедата, децата негови избрани? Изгреј, изгрејле сонце, твоите лачи се мелем за душава, ми недостасува сила, ке се напнам како тапанот и ке летам со силата Аристотелова, лав и орел и бореј в срцето. Морам да го доптасам, морам да стигнам до крајот на светот. Бог не чека пред последната битка со самите себе си. Угари со сомнежот се множат. Дали сме достојни? Дали сме достојни? Дали сме достојни да ја допреме светоста? Фаланго моја, хоплити, пешадери, хетерои, учители, силени македонци мои, зафаќаат зурлите, гајбите, тапаните, ме понесуваат чествувањата. Летај, духу мој, на крилјата на светите македонски пеани. Аполоне, устрем ни дарувај, орото се веле од крвта, Карпеа, тешкото, лека, полека, со сила и страст. Ми треба Агора, спутот на Пирин планина, да ме лекува на сите. Напред! Gdje sam za утре, нека съм ни гостват, па ќе видим што ќе рече. Ајде сега и Јован тук нататък ќе води диригентската палата. Ето, повтарям това, което казах. Особено съм радостен, че тази вечер гостувате вие в Гоце Делчев. Речите, които произнесахте, те са толкова споменяващи, че действат на психиката на аудиторията, на хората. И вие с вашите жестове там, движение на ръце, артистичност, можахте да създадете у хората едно чувство, да е готов да умре за Македония. Да умре за Македония. Ето, аз го поздравявам по този случай. Тоа е слава му на Бога, тоа е дарба од Господ да ја дал за да се шири. Да. Истината е така да знае. Аз високо ценя таланта на тези хора. Да имаш дар слово, да си оратор и с всички приказки да може да мобилизираш съзнанието на те, които слушат. Ти тога си оратор, ти тога си силен. И като кажеш за Македония, косата почва да ми се изправя нагоре. Ето, това е истината, друга истина няма. Слава му на Бога. Аз и друга случка мога да разкажа. Войчо ми на майка ми брат, някъде 55-та година. Той работи в Скопие като журналист под името Алексей Беломорски. 15 години работи в Скопие и в едно македонско списание имаше отпечатана неговата автобиография. Роден тук в едно село има Драгостин, откъдето е родом той. Той е много възрастен човек беше и почина много отдавна. Но думите, които бяха писани за него, това показваше, че вашите хора са оценили по достоинство това, което е направил той за Македония като журналист, като личност, и той имаше такива поетични дарования у него. Сега дали мога да наследя нещо от него и аз не знам. Однос на гостувањето во Пиринско остануваат неколку неодговорени прашања. Пред се зошто 7 години не можеме да добиеме гостување кај македонските во Пиринско. Ете, после ова гостување, ние денеска можеме да останеме со думите и со зборовите некаде во еден македонски опит,
Кога не прашуваат во Пиринско зошто 7 години не добиваме подршка да гостуваме кај нив, ние на вистина ни останува кнедло во грлото што да им кажеме на тие луѓе. Потоа останува уште едно прашање на кој тешко можеме да им одговориме со здравиот македонски разум. Зошто се укинати така наречените Дионисови слави, Дионисусови, односно денеска како што ги именуваме армакедонските слави, после 22 години суштествување, која беше една манифестација, духовна средба каде доаѓаа македонските заедници со култура од Пиринско, од Егејско, од Преспа, од Голобрдо, од Србија, од Анадолија и од диаспората. Тоа беше едно место каде што тие можеа еднаш годишно да се фатат на орото, да пеат, да го слават Бога, да му благодарат што сме живи и здрави, да го покажеме македонскиот еволуиран обред со песни и ора, со леб и вино. И ете, остануваат тие прашања. Ги пренесувам до Министерството за култура повторно истите прашања. Зошто театарот Скрби и утеха 7 години не може да добие гостување кај македонските од Пиринско? Дали се испраќа некаква порака, дали со тоа се покажува дека Македонија нема доволно духовна зрелост политичка од владеачките гарнитури да ги остави луѓето што ги дарувал Бог да создаваат култура и да ги поврзуваат македонските мостови, односно да ги преминуваат македонските граници. Второто прашање е зошто театарот 5 години не може да добие театарска премиера, средства од Министерството за култура. Постојат новоформирани театарски групи кои добиваат средства дури и на членови на луѓето од спротивната политичка гарнитура, од опозицијата. А ние како нормални македонци кои не се бавиме со политика, кои се бавиме со култура, со македонизам, која славиме македонската култура, сме избришани. Театарот постои суштество од 1988 година. Тоа е веќе ближиме 30 години суштествување, зад себе има навистина многу дела и ќе го поставам уште еднаш кај прашањето 5 години, односно 7 години не можам да добием авторска книга. Како професор, како режисер, како автор, како писател, како човек што работи во образованието. Тоа се тие прашања што ги упатувам до Министерството за култура да созреат, да пораснат во духот и да разберат дека она што го работи Скрби и утеха најнакрај и покрај се е Божја волја. Бидејќи ние не го создадовме овој театар за себе афирмација, не го создаде државата, туку сиве овие години кога немава од сите страни, а највеќе од македонската, нас можеше да не крепи само Господ. И има една реченица од апостол Павле што е како мото на себе ова што го работиме: се можеме преку Исуса Христа кој не крепи. Има уште еден текст од Светото Писмо кој ќе го кажам во завршнава изјава, а тоа е: јас не ја барам својата слава. Има друг што ја бара и кој што ќе суди. Тоа е суштината. Бидете благословени и нека даде Господ да созреат работите, да сопред цензурата врз Скрби и утеха од владеачката гарнитура и да можеме слободно да ја славиме македонската култура со благодарност што не дарувал Бог.